Добар ден и од мене, драги пријатели, и добро дојдовте во денешнава рубрика Прашање и одговори со Јосиф. За денеска ви спремив неколку одговори на кои што ќе добиете огромна вредност, поврзани со исхрана и со вежбање. Ќе имаме и неколку одговори, тоест два одговори од луѓе кои што многу постручен пристап ќе ви дадат на вашите прашања. Се разбира, за оние кои што можеби по прв пат се среќавате со мене, сите прашања кои што сакате да ми ги поставите, може тоа да го направите преку каналите на социјалните мрежи. Како коуч Јосиф може да ме најдете, или па тоа исто да го направите преку телефонските броеви на телевизија Телма, и секоја среда да дадеме одговори на она што можеби е ваша дилема, мит или прашање. Првото прашање за денеска доаѓа од Козарева Ангела, кој што прашува дали после одредена серија, почнувајќи од најлесно до најтешко, треба да се направи серија од повторување со мали тежини за пумпање на мускулот, или треба да се заврши само со најголемата тежина. Ангела, и минатата недела знам дека одговаравме на твое прашање. И оваа недела, како и минатата недела, ти најдов човек кој што најдобро ќе ти одговори на твоето прашање, затоа ќе го погледнеме видеото во прилог. Според мене, ако правиме класичен тренинг за хипертрофија, не е потребно дополнително стимулирање на мускулот со уште еден сет со повторувања. Доволно е само да се направи една серија за загревање и прогресивно да ја зголемиме килажата, со тоа што последниот сет ни е со најголема килажа и сосема доволно е да се стимулира мускулот. Ангела, се надевам, тоест не се надевам, сигурен сум и знам дека Филип е најдобриот човек кој што може да даде одговор на ова прашање, а следното веќе ни доаѓа од Мартина со долна црта Миланова, кој што прашува дали може од вежбање да се направи хормонски дисбаланс. Точно откако почнав да вежбам, понапорно ми се нафрла лицето. Мартина, генерално вежбањето не е непријател и исклучиво може да ти направи проблем од типот хормонален, или некој да си навлече можеби повреда, или можеби некои други појави кои што као се последица на вежбањето, но генерално тоа во 99% од случаите проблемот доаѓа поради лошата исхрана, затоа што кога ти телото го ставаш на напор, односно на вежбање, се оштетуваат мускули, се оштетуваат коски, се трошат многу електролити, минерали, витамини во телото и потребна е регенерација. И доколку тоа не се случува, поверојатно е дека многу брзо ќе навлечеш повреда или ќе се случи некаков оваков проблем. Генерално хормоналните проблеми се недостаток во најголем случај на протеини во исхраната, затоа што ако ги гледаме по состав хемиски како изгледаат хормоните, тие се протеини или некакви комбинации на протеини со јаглехидрати, но за да не многу навлегуваме длабоко во оваа тема, јас би ти кажал да највеќе дадеш фокус на исхраната, и доколку имаш подобра исхрана и доволен внес на протеини, веројатноста дека ќе се случи хормонален дисбаланс и при понапорни вежбања е многу мала. Затоа не се плаши од вежбањата и не се запрашувај дали вежбањето ти направило, туку види што ти реално правиш во исхраната и колку оброци имаш во текот на денот. Следното прашање доаѓа од Стојчевска Елена и прашува ме чека патување кое ќе трае 24 часа. Што да јадам и како да се организирам за да не си го пореметам редот и метаболизмот? Елена, истото би требало да го правиш што го правиш и во секојдневието, без да патуваш, а тоа според мене представува поедок во првите пола саат до саат од будење, оброци на 3-4 часа и доволно вода. Во случаевите кога патуваш, нормално е дека ти не можеш да сготвиш нешто или да носиш работи кои што се расипливи, кои што не можат да издржат високи температури, затоа гледај да можеби за време на патувањето обезбедиш јатки, да обезбедиш овоше свежо, можеби сушено овоше, односно оризови галети, не знам, путер од кикирики, работи кои што може да стојат на можеби 20 до 25 степени температури, кои што не се расипливи, на тој начин да успееш да си ја задржиш редовноста на оброците. На крај на денот, ако се работи за 24 часа и да не бидеш 100% дисциплинирана, нема не знам како да ти се наруши метаболизмот. Те разбирам дека целта ти е да не го нарушиш редот и да не си ја нарушиш самодовербата, но во секој случај едноставноста е во тоа да си понесеш многу ужинки и да ја зачуваш таа редовност на твоите оброци.
Следното прашање доаѓа од Сузана со Долна Црта, кој што прашува дали доколку немам достапни свежи овошје и зеленчуци, замрзнатите се добра замена. Сузана, искрено, замрзнатите овошја и зеленчуци дури во денешни услови многу почесто се и подобрата опција, од причина што која е логиката позади ова. Овошјата кои што се замрзнуваат секогаш се берат во нивниот најзрел период, а тоа значи дека во тој период се со најмногу и најголема хранлива, односно нутритивна вредност. И кога ќе замрзнете вие овошје или зеленчук кое што веќе е спремно за јадење, односно е созреано доволно добро, тоа значи дека ќе ги зачуваш нутритивните вредности на дол крок, бидејќи е замрзнато. За разлика од тоа, денеска многу свежи овошја кои што ни се пласираат во маркетите и кои што ние ги зимаме на трпеза, се набрани многу порано, за да имаат подобар транспорт и подобро складирање и да може да стојат можеби неколку дена во маркетите или во транспортните средства, а тоа прерано собирање значи дека недоволно се сохранливи вредности. Така да замрзнатите овошја се сосема добра опција. Сезонските овошја се исто така добра опција доколку се зрели набрани и само внимавај кога зборуваме за замрзнати овошја и зеленчуци да нема во нив додавано, можеби во зеленчуците некогаш се додава некакви сосови или сол, а во овошјата можеби да се додава шекер или некакви сирупи. Гледај да се сирови, да немаат никаков додаток и јас ти давам зелено светло, слободно користи ги во колку сакаш количини, се одлична не само замена, туку и ти кажав многу често и подобра опција од свежите овошја и зеленчуци. И следното прашање доаѓа телефонски и ни пристигна од Димитар, кој што прашува зошто истегнувањето се препорачува како составен дел од вежбањето и колку долго треба да трае откако ќе завршам со тренинг. Димитар, искрено и јас имав проблем со истегнувањето и ме мрзи да се истегнувам после вежбање, но сега веќе знам дека е многу важно и за одговорот на твоето прашање го најдовме правиот човек и одговорот во iStretch.mk, но затоа погледни го видеото кое што ни следи во прилог. Додека вежбате, градите сила и тензија во мускулите. И ако не ги истегнете, не ги олабавувате, така што со тек на време тие ќе останат позатегнати и позатегнати. И ќе се загуби од флексибилноста, а тоа доведува до болка што многу луѓе ја чувствуваат во грбот и вратот. Што се однесува до време траењето на стретчингот, треба да изнесува половина од време траењето на тренингот. Ако вежбате 1 час, треба да се истегате 30 минути. Многу јасно кажа Нейт како тоа треба да изгледа и за мене беше на почетокот чудно, но дефинитивно после неколку третмани, односно правилни истегнувања, веќе ситуацијата е многу подруга и кај мене, затоа што порано многу често имав проблем со вратот, да не можам да се завртам до крај, баш поради тоа што ме мрзеше да се истегнувам после вежбање. И Димитар, со тебе беше и практично последниот одговор за денеска. Она што ми останува за крај е да ви заблагодарам за вниманието, да ви посакам убави 7 дена до следната среда, да ви посакам здрави животни навики и нормално се гледаме повторно. Чао, чао!